На 21 април оваа година во Белград се основаше Сдружение на адвокати на Отворен Балкан. Сдружението е регистрирано на 4 јазици, на српски, македонски, албански и англиски, и представува невладина организација, граѓанска невладина организација, регистрирана во согласно со српските закони. Главна идеја за формирањето на Сдруженијето и за неговата работа е да се врши лобирање во иднина некогаш во рамките на отворениот пазар на трудот во рамките на иницијативата Отворен Балкан, да бидат вклучени и регулираните професии, вклучувајќи ги адвокатите. Значи да може да важат лиценците во рамките на за сега трите држави што се во Отворен Балкан, Македонија, Србија, Албанија, некогаш видно ако би се проширило и пошироко. А исто така Сдруженијето има за цел, како и секоја невладина граѓанска организација, да врши некој вид вмрежување, на англиски што го викаат нетворкинг, некои проекти, обуки. Тоа е главната поента и главната идеја. Сдруженијето е формирано на 21 април, на 25 април 24 е регистрирано во Српскиот регистар на Сдруженија. Потоа, на 1 јуни, Адвокатската комора на Македонија, Адвокатската комора на РСМ, на годишно собрание што се одржало во Струга, донело нов статут. Во тој статут поместена е одредба што порано не постоела во претходно важечкиот ни во никој претходен статут. Тоа е членот 8 од сегашниот статут, кој што гласи, морам да го цитирам за да биде појасна сликата: адвокатите се организираат и здружуваат само и единствено во Адвокатска комора на РСМ. И врз основа на тој член, инаку во последниот член од статутот, сега важечкиот статут на Адвокатската комора, наведено дека е донесен на ден 1 јуни и важи од 1 јуни 24 година. И врз основа на тој член, дисциплинскиот обвинител на Адвокатската комора против нас двајца што сме основачи на Сдруженијето што сме од Македонија, поведе дисциплинска постапка со повратно дејство. Основот на дисциплинската постапка е непочитување на статутот. Тоа е една точка, а втората точка е дека наводно сме го прекршиле кодексот на адвокатска етика, бидејќи сме представувале наводно сме нелојална конкуренција за адвокатурата. Во кодексот на адвокатска етика, чисто да појаснам на гледачите, на слушателите, под нелојална конкуренција се подразбира дека адвокат не смее да биде собственик, управител, акционер во некоја трговско друштво што се занимава со правен консалтинг, осигурителна дејност, нешто што представува според адвокатурата нелојална конкуренција. Ние не сме членови на трговско друштво и самото Сдружение како Сдружение нема намера и воопшто не е земено предвид да пружа правни услуги. Нешто што е со наплата. Туку тоа е само здружување и организирање на адвокатите. На 20 јуни поднесена е од наша страна иницијатива до Уставниот суд во која спориме уставноста на членот 8 од статутот на Адвокатската комора, бидејќи сметаме дека е спротивна на членот 20 ставови 1 и 2 од Уставот, во кој се гарантира правото на здружување, како и дека е спротивна, дека таа одредба, тој член 8 е спротивен на повеќе меѓународни договори, од кои најпозната Европската конвенција за човекови права. Сите тие не, знаеме дека предметот е земен во работа и добиен бројче, но не е ставен, се уште нема информација дека е ставен на седница на Уставниот суд.